Граѓаните честопати ги изедначуваат празниците за Душница и Духовден, кои овој викенд ќе го одбележуваат помеѓу православните христијани како денови на еден ист празник посветен на оние кои не напуштиле. Во суштина станува збор за сосема два различни дена, во различни црковни значења. За Душница, кога се слави споменот на загинатите, се паѓа секогаш во сабота пред Духовден, кој се слави секогаш во недела и го означува слегувањето на Светиот Дух. Теолозите велат дека нашиот народ ги помешал овие два празника, па така голем дел од нив го поврзуваат Духовден со духови и сметаат дека духовите на заминатите стануваат од гробовите на овој ден и шетаат низ гробиштата. За Душница со празникот Духовден нема никаква врска, освен тоа што се поврзани календарски, суштински, православно. За Душница е сосема нешто различно од празникот Духовден. Духовден е празник на Светиот Дух, а не на духовите или нешто слично. Затоа нема ниту поента одењето и седењето на гробишта навечер во пресрет на Духовден. Тоа е останато од паганска традиција, објаснуваат теолозите. Петокот пред Задушница пак е прогласен за неработен ден од 2007 година, како ден пред Задушница, со цел граѓаните да може да се подготват за престојниот ден. Теолозите објаснуваат дека Задушница секогаш се паѓа во сабота и тој ден е посветен на споменот на оние кои не напуштиле. Самиот збор Задушница значи за душата и според оваа терминологија тоа подразбира принесување жртва и молитви. Под принесување жртва се подразбира варење пченица и вино, а во некои краишта се принесува и леп. И на тоа се ограничува принесувањето на жртвата, зашто во православната црква има само бескверна жртва. Раздавањето храна е непотребно, не е задолжително и не треба да се практикува. Во црквата секој ден си има свое значење и намена, па така како ден на веќе заминатите е одредена саботата. Затоа и задушниците се прават секогаш во сабота. Значи спомените не треба да се прават во недела, туку секогаш во сабота, додаваат теолозите.